На 14.4.2018 година Државниот санитарен и здравствен инспекторат доби анонимна дојава дека во просториите на ДОО Друштво со ограничена одговорност Катлановски бањи, сместено во просториите на Катлановски бањи во Петровец, се вршат неовластени по најавата сомнителни прегледи од страна на лица кои не се вработени во институцијата. Постапивме во рамките на нашите надлежности, констатиравме на лице место дека во просториите ординира тројца доктори кои не се државјани на Република Македонија, кои во моментот кога прегледуваа немаат дозвола од Министерство за здравство, ниту пак лиценци за работа на наша територија издадени од Лекарска комора. Надзорот, како и секој друг надзор, продолжува понатаму со барање, со евидентирање на потребна документација која ја има правниот субјект врз кој се врши инспекцијски надзор. Во тој момент, субјектот кој претходно го спомнавме, не ни даде на увид дозвола за вршење на здравствена дејност издадена од Министерство за здравство. Бидејќи е констатирано основен недостаток, односно дозвола за вршење на здравствена дејност во правниот субјект, ДСЗИ донесе забрана, решение за забрана за вршење на здравствена дејност се до моментот додека не ја обезбедат од службите во Министерство за здравство. Што значи тоа забрана? Тоа значи дека не смеат повеќе да се примаат пациенти за медицинска рехабилитација? Не, тоа значи вака. Здравствена дејност, бањите и рехабилитацијата бањска е одделена од здравствената дејност. Бањското лекување може да го спроведуваат, меѓутоа здравствена дејност, се што опфаќа здравствена дејност, значи специјалистички прегледи на мој термин, тоа може да добиете по конкретни информации од Фондот за здравство, тие дејности се забранети се додека истите не се обезбедат дозвола за вршење на здравствена дејност од Министерство за здравство. А како немале дозвола воопшто? Никогаш немале или ја немале во моментот да ви ја приложат? Или тоа не се знае? Уште еднаш ќе ви повторам. Правниот субјект до овој момент не ни достави дозвола за вршење на здравствена дејност издадена од Министерство за здравство. За сите понатамошни прашања што ќе ги имате, деновиве ќе бидеме во контакт и ќе ви информираме. Зошто е појаснимо околу бањското лекување? За тоа имаат ли дозвола за работа? Бањското лекување не влегува во измените на Закон за здравствена заштита кој е активен во моментот. Затоа, Државниот здравствен и санитарен инспекторат нема надлежност да го инспекторира делот околу бањското лекување. И ние не можеме да дадеме забрана на нешто врз што немаме надзор. Даваме забрана за вршење исклучиво на здравствена дејност. Меѓутоа продолжено болничко лекување постоперативно што да? Значи, повторно ќе ви кажам, се што е со упат и што е медицинско лекување, кое го покрива Фондот за здравство, не сме се забрануваат такви здравствени дејности. А се што е бањско, може да продолжат со работа. Значи, оние што дадат на продолжено лекување постоперативно, што ги покрива фондот е забрането? Забрането. Пациентите кои се во моментот таму, така, тие ќе останат таму се до завршување на периодот кој им е веќе одреден за лекување. Значи, нема да има никакво пореметување во однос на третманот на пациентите кои се хоспитализирани таму. Забраната важи за непримање нови пациенти. Значи, да повторам, нема потреба од загриженост, пациентите кои се хоспитализирани, кои се збринети таму, нема потреба да бидат преселувани, односно дислоцирани во други бањи. Колку време работеле овие доктори таму што биле надвор од Македонија? Податок за тоа не знам.
Тоа можам да кажам само за тоа што го видовме на лице место додека траеше инспекцијскиот надзор. Дали освен овие тројца доктори Каде се докторите? Не можам да откривам идентитети. Молам? Не се државјани на Република Македонија. Не можам да откривам лични податоци, затоа што тоа е постапка која е заштитена со закон, а и ние сме во постапка со лекарска комора да се утврди поседуваат, не поседуваат лиценци, барање за лиценцирање на дозволата овде, така да податоци околу идентитетот на докторите, односно стручните лица кои вршеле здравствени прегледи на 14.4, во овој момент не можам да ви дадам. Какви лекари се тие, какви специјалисти? Анестезиолог, ортопед и дефектолог. Дали освен тие тројца лекари? освен овие што ги спомнувате санкции? Значи вака, воколку еден правен субјект кој пружа здравствена дејност, а ја нема на увид да ни ја покаже, да ни го покаже решението, дозволата за вршење на здравствена дејност, ние понатаму нема за што да постапуваме. Се постапува, значи по некоја дозвола. Воколку немате дозвола, врз основа на што да ви изречеме казна? Објасните ни го пак околу дозволата. Како фондот воопшто склучи со нив договор за да припраќа пациенти ако немаат дозвола? На тоа прашање ќе морате во фондот. На тие прашања околу договорите со фондот ќе морате да побарате одговор во фондот. Јас можам да дадам одговор на прашањата кои се во ингеренции на ДСЗ. Добро, а Министерство за здравство, се обратите ли до Министерство за здравство? Вие сте институција во составот, дали воопшто издадена дозвола за вршење на медицинска? Во решението во кое им е издадено на ДО Катлановски бањи, напишавме дека сме побарале и нема во Министерство за здравство никаков документ во однос на званично дадена дозвола за вршење на здравствена дејност. Во другите бањи направивте контроли по примерот на Катлановска или? А во овој момент јас можам да ви зборам само за Катланово. Предходно имавме случај со други бањи, значи ние ДСЗИ во рамки на своите законски овластувања ја контролира работата и на другите бањи, меѓутоа во делот на здравствената дејност во овој момент не можам да ви дадам конкретни одговори на вашите прашања затоа што тие постапки траат. Зашто побаравте, односно зашто доставивте пријава до финансиска полиција? Значи вака, нешто да е појаснато. Државните институции меѓу себе мораат, контактираат, соработуваат и ќе соработуваат. Секаде, каде што има индиции дека треба и мора да се вклучи не само институцијата која ја спомнавте, туку и други институции, ние сме законски обврзани да ги известиме. Исто како и што тие не известуваат нас таму каде што мислат дека треба да постапуваме ние. И уште само да ни кажете дали и други неправилности воочивте за време на вашиот вонреден надзор? Генерално, да, меѓутоа повторно ќе ви потенцирам, бидејќи институцијата немаше на увид решение за вршење на здравствена дејност, понатаму не можеме да ги нотираме во овој момент, за да ги добиете вие таксативно наредени другите недостатоци. Освен оваа вонредна контрола, која е последната што ја направил државниот инспекторат? Последен пат бил државниот инспекторат таму. Во однос на ингеренциите кои ги има ДСЗИ во бањите, меѓутоа во секторот на здравствена дејност, има секој инспектор према подрачни единици има план. Минатата година, некаде средина на лето, е правена контрола, меѓутоа ДСЗ не ги прави овие редовните контроли, не ги опфаќаат контролите кои се на вонреден надзор. Добро, ама се побарало тогаш и решението. Не можам. Има решение. А тоа дали значи лани прашале или не можам да одговорам за нешто што било пред мене. Одговарам на прашања за период кој можам јас да го покријам. Така, уште ова, дали освен овие тројца лекари странски државјани без лиценци, затекнавте и доктори со лиценци кои што работат таму? Странци? Не, Наши, домашни.
Наши, да. Тие што си беа на работно место, да.